Добро вечер. Пред околу 15 минути имате можност да го гледате ексклузивното интервју на лидерот на ДОИ Али Ахмети. Неговиот став дека пропаѓањето на претседателските избори поради цензус ќе не оддалечи од некои значајни приоритети. Немам намера да го толкувам и да го коментирам, имате можност да го гледате на нашиот сајт, бидејќи мислам дека е поставен, а поентите можете да ги извлечете од него. Јас сакам овој пат да го отргнам за миг од претседателската трка, не заради тоа што може би се веќе е презаситано од нас избирачите, до вас гледачите и така натаму, но поради фактот што сакам да го однесам од таму каде што најмногу во последно време почнаа да доаѓаат, во руралните краеви. Има теми кои кај нас обично превладуваат со нормалната реакција, кај луѓето кои се од руралните краеви, кои кажат поминаа караваните, не ветија злато и кочи и си замина. Но се чини дека Македонија не само што старее, туку и се оцелува. Тој парадокс, меѓу другото, е врзан и за нашиот капацитет да сватиме од колкава важност е руралниот развој во Македонија. Од колкава важност е култивираноста на животот во селата, колкав капацитет на економски и странски инвестиции би требало да бидат вложени и дека руралниот развој не зависи и не е исклучиво само во аграрот и во фармите. Дозволете малку само да се подсетам, а и моите вечерашни гости. Еден од најдобрите познавачи на селата во Македонија, демографот, познатиот професор Митко Панов, пред околу 20 и кусур години има напишано епохалната енциклопедија за селата во Македонија. Уште тогаш, а потоа во еден долг разговор со него, изразуваше сомневање дека македонските села ќе опусташат, дека Македонија со тоа ќе се најде во на жесток крстоп. Тогаш тврдеше дека 150 села во Македонија се сосема празни, а 30 имаат само по 20 жители. Новите демографски истражувања покажуваат дека бранот на иселување од источните региони, од западните региони и од Митолско-Пелагонискиот крај интензивно продолжува. Мои вечерашни гости се Јорде Јакимовски, професор од Институтот за социолошки и политички правни истражувања, потоа градоначалничката на Македонска каменица, Сонја Стаменкова и во Министерството за аграр Трајан Димовски го води секторот за рурален развој. Најпрво ви благодарам. Провокацијата за ова дебата е еден одличен аналитички текст на професорот Јорде Јакимовски "Дефекти во руралната политика на Македонија". Концентрацијата на вработеност во аграрот е главното објаснување за порастот на сиромаштијата во селото. Секое второ домаќинство на село, 50% во источниот регион, смета дека нема услови за вработување и не може да обезбеди средства за храна. Вашата анализа покажува дека источнопланскиот регион се пустоши. Зошто? Причините се јасни и познати. Се пустоши поради процесите кои се случува посебно од промената на системот од 1990 година, со процесот на приватизацијата, со појавата на висока невработеност кај работната сила, со малите приходи по семејствата, односно малите плати, нето плати на вработените, и поради недоволна изградена инфраструктура во населените места, посебно во селските средини, доведоа да голем дел од младата популација, но и постарата популација да ги напуштат
селските региони или селските подрачја, но ги напуштат не само селските, но и градските. Една наша анализа пред 3 години покажа дека според овие податоци кои кажавте, дека од источно-планскиот регион сите општини имат негативен природен прираст и целиот плански регион, еден од сите од регионите во Република со најголем негативен природен прираст, и дека со нашата проекција направена до 2030 година, ако продолжат со ваквите движења, демографски, социјални, економски, може да продолжи негативните демографски движења. Дури и градот Штип, кој се смета за универзитетски центар, може да има негативни тенденции во демографијата. Професор Ехимовски, ако до пред 3-4 години велевме селото се сели во урбаните средини, во урбаните центри, во Скопје најмногу и така натаму, сега постои јасна перцепција, не се селат више во урбаните центри, се иселуваат. Така е. Што е тоа што според вас е дефектно во концептот на руралната политика, за која предполагам дека представникот на Министерството би требало да ни обясни, а го опфаќа периодот 2018-2020 и која? 22. Па вака, што е дефектно во руралната политика? Дефекти се од оние анализите кои ги правев. Прво дефект е што земјоделството се уште во Република Македонија е основен извор на приходи. Значи на село луѓето живеат, поголем дел од популацијата живее од приходите во земјоделството. Тие приходи се сосема мали, несигурни и многу тешко стварливи. Понатамо, опаѓа бројот на младите кои остануваат на село, односно виталноста на тие селски домаќинства опаѓа. Се зголемува старосната граница на популацијата во селските домаќинства. Се зголемува бројот на индивидуални земјоделски стопанства, или како што ги велиме фармери. Тоа значи дека и покрај демографијата, односно старењето на популацијата, и покрај миграцијата, бројот на индивидуалните земјоделски стопанства се зголемува. Тоа е еден дефект на руралната политика. Инаку во документите стои дека треба да се окрупнуваат. Просечната големина е на обработливото земјиште, најновите податоци е 1,5 хектари по земјоделско стопанство или по фармер на Република Македонија. Понатаму, инфраструктурата во селските средини е многу лоша. А основни потреби на човек, како се храната, водата и воздухот, тогаш на една населба основна потреба е пат, вода, струја и други социјални инфраструктурни потреби. Тоа е амбуланта, значи здравствени услуги, училишта и снабдување со прехранбени производи. Добро, за руралниот развој, за концептот ќе поразговараме во вториот дел, но сега имаме представник на општина кон која гравитираат позначен дел на села, но има некаква перцепција дека во Македонска каменица Саса како да успева да врати дел од задушениот живот. Едно време викавме рударите си отидоа во Србија, и Саса, и Тораница, и Злетово и така натаму. Ревитализацијата на Саса, колку придонесе Македонска каменица да се освести и колку на оден начин вие како градоначалник ги перципирате процесите да не остана целата сателити на Македонска каменица без луѓе? Јас прво често да се биде градоначалник, жена градоначалник на рударско место. Предизвик е и... Добро, ја имам и детаји, дека сте вие керка од 4 деца на рудар. На рудар, така е. И често да се фатиме во костет со проблемите кои што ги имаме во општината. Друго е кога гледате од страна, друго е кога влезете во процесот. Да не ни се повтори 2003-2006 година, кога Рудник Сасо беше затворен и кога најмногу младите си замина надвор
од државата, не надвор од Македонска каменица, надвор од државата. И тешко е да ги вратиме тие луѓе и да ги мотивираме, иако еве Рудник Саса како ревитализирана компанија, која што нуди и солидна заработувачка, сепак можеби не е доволно привлечна за да ги врати оние кои што одамна заминаа. Но е мотив да останат оние кои што се тука. И се уште е привлечна, станува попривлечна како згрижувач. Значи, младите сепак сакаат да работат во Рудник Саса. Показател за тој доказ е дека има многу барања за работа во Рудник Саса и последните вработувања кои што се во Рудник Саса се просечната старост на 44-те последни вработени пред месец дена е 27 години. Тоа зборува дека сепак младите сакаат да останат во Македонска Саменкова, каменица. дали за Македонска каменица само Саса е доволна? Што уште има? Македонска каменица важеше за мало текстилно градче. Значи има текстилна историја. Текстилството мастибо, некогашен, штипски, имаше истурена ОЗТ во Македонска каменица и каменичките жени се едни од поквалитетните текстилни работнички. Меѓутоа, што се случува? Македонска каменица во моментот има 5 мали текстилни фабрики кои што едва и кубурат затоа што не работат за странски партнери, туку работат втора рака. Платите се мали, минималната плата сега со последната загарантирана минимална плата едва и дојдоа до 12.000 денари и не е доволен мотив да ги задржи жените или да ги мотивира да бараат овде работа. Ако е 12.000, окей, но дали ги исплаќаат или е старата шема, еве ти 12.000, 3.000, 5.000 вратени назад? Имаме разни сведоштва, меѓутоа во последно време работничките велат дека им се исплаќа минималната плата. Дел од нив сведочат дека враќале, дека враќаат, но не пријавуваат. Дел од нив велат дека добиваат К-15, меѓутоа после го враќаат. Дали тоа е така, треба секогаш се поттикнат, има поддршка. Мене подеднако ми се важни и работодавачите, но многу поважни ми се работниците и работничките права и апелирам и како градоначалник дека секогаш ќе имаат поддршка и ако има такви неправилности, ги поттикнувам да ги пријават затоа што само така може да се Уште исправат кратко да ми грешките. кажете, од Македонска каменица до кои села има нормален пат? Од Македонска каменица до секое село има речиси нормален пат. Зошто велам речиси? Затоа што до 2 села треба да се ревитализира, патишта да се изградени многу одамна. Инаку можам да се пофалам дека општина Македонска каменица е една од подобрите општини која што инфраструктурно е покриена барем со патишта. Има село без училиште? Има села со затворени училишта. Добро. Димковски, ви благодарам што дојдовте. Вие сте на оваа позиција и студент за руралниот развој, стратегијата е тука. Го чувте професорот Јорде Јакимовски, градоначалничката од Македонска каменица. Што според вас ни недостига во целиот концепт на новата аграризација на Македонија, во која, ако е точно дека во изминативе 10 години само по субвенции се одлеани од државната каса меѓу 500 и 600 милиони евра. Што ни недостига? Луѓето да ги задржиме на село. Благодарам на поканата и ја би го поздравил овој потек и можеби токму тука разговарајќи за оваа програма, не зборувајќи за директните субвенции кој колку треба да земе, бидејќи тоа се нелесно потрошени пари, туку токму оваа програма за руралниот развој треба да го даде развојот на селото. Сега кога зборуваме за еден наш пристап и она што со години, ако се направи една анализа, ќе се види една мал процент на искористеност на оваа програма за руралниот развој, бидејќи кога имате вие апликации за директни плаќања, земјоделците аплицираат, но овдека се објавуваат јавни повици, на овие јавни повици аплицираат под одредени критериуми и услови и се тоа развојни мерки. Она што би го набројале, да кажеме, или што би спомнале, доколку се користи сето ова и што се опфаќа нашата програма за рурален развој преку Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, тргнувајќи од едукација со земјоделците, од правење на опити на поле, тука имаме
директно поддршка во развојните мерки, и тоа пред се директно кај земјоделците, кај локалната самоуправа. Имаме 3 мерки кои што каде што директно аплицираат општините. Имаме 3 повици кои што завршија само пред 2 недели, и тоа беа за техничката одржување на локални манифестации кои што сакаме да дадеме еден голем значај токму на руралните средини, наши традиции и обичаи и култури како што се и произведувало. Земјоделството тука доаѓаат, може да кажам скомотно дека една добра мерка која што е општо прифатена од земјоделците со набавка на сточен добиток, расен добиток, каде што одвоивме 90 милиони денари. Делот кој што исто така за лаговите кои што не се работени со години, и ако направиме само една анализа, правејќи споредба, програмата е околу 35 милиони евра за ова година. Тука доаѓа и голем дел капиталните инвестиции во наводнување. Пред се браните конско. Во рамките на овој концепт е и она 10 до 20 илјади евра непосредна стимулација за отварање на фарми, освојување нови површини. Тоа сакав да го напоменам, да, значи ова е акцент, посебен акцент се дава на младите земјоделци, каде што им се овозможува да финансиски со 10.000 евра започнат свој бизнис или превземат, но новината е она што ние сега со промените во Законот за земјоделство и рурален развој сакаме ова да го зголемиме на 20.000 евра, и тоа ќе се случи во повикот за оваа година, каде што самите млади земјоделци ќе можат да започнат свој бизнис или да превземат бизнис од своите родители, се со цел, кога зборуваме за оние граници од 18 до 40 години е во граници на млад земјоделец, но иако професорот напомена, може да кажем дека просекот и во европските земји од 55 години и повеќе, така да земјоделците се на една ниво на старосна година, просекот е тој, но ние би биле многу среќни со поголем број на млади земјоделци. Само би кажал примерот што го имавме во 2018 година, односно, 2017 кога се објавија, и една, може би од мерките, или како и да ги кажеме, дали беа рестриктивни, прв дојден, прв услужен, од сите мерки кај што беа овие, ги тргнавме како критериум. Што значи да дадовме една слобода, да навистина оно кој сака и кој исполнува критериуми, да дојде до парите и за да може да го развива само тој бизнис. За млад земјоделец во 18-та година сите 620 апликанти колку имаше, од нив 424 има коректни апликации, без никаква селекција, се одвоија парите од буџетот и токму преку оваа програма беа финансирани сите овие 424 бизнис планови, од кои што околу 350 младите земјоделци се одлучија да купат нова механизација. Од град во село за нов почеток, значи од град во село, пред 3 години беше едно од главните мотиви на дело од македонските печати и на претходната влада на Груевски. Но и тоа не придонесува да се намали фактот дека аграрните површини, 1/3 речиси ги снема. И ова што вие, професоре Јакимовски, говорите дека Националната програма за развој на земјоделието и руралниот развој, која изнесува 35 милиона, дека е важно да се оди во инвестиција на модернизацијата на аграрот, и второ, на окрупнување на земјоделските посеви, што значи дека треба се формира еден модерен тип на фармерство. Дали е тоа концептот што би можело да се развива во услови кога сите се поголемиот дел од работоспособната млада сила си заминува? Да, треба да се оди, и тоа и во документите на Република Северна Република Македонија, било каква република така, стои во сите документи дека треба да се окрупнуваат фармерите. Но за жал, затоа велам дека има дефекти, тој процес го немаме. Ние фармерите кај нас, големината фармерите опаѓа. Што е проблем? Треба да се направи анализа. Значи, и покрај тоа што даваме земјиште од државно земјиште под концесија на фармерите, но не знаеме каде таа површина е дадена. Дали е дадена на фармери кои живеат на село или е дадена на фармери кои живеат во град, кои немале никакви контакти со земјоделие.
Значи имаме такви информации кои работат во државни служби и работеле во државни служби, кои работеле во администрација, добиле субвенции или добиле можност да зема земја под закуп, а немат никаква врска со аграрот. Точно ли е тоа, Димковски? Видете вака, мора да разјасниме дека како се доаѓа до земјоделско земјиште и како се делат субвенции. Добро. Има вакви, значи не е исклучок тоа, но субвенциите земјоделски се даваат на површина и по глава добиток. Не се дава на администратор, не се дава на посебно некој вработен или не знам каде. Значи секој кој обработува... Ама тезата на Јордановски на Јакимовски е дека им се дава на оние кои се први до информацијата и дека главно дел од административниот кадар или стручните соработници прво стига до аграрните површини. Видете, ние може да кажеме дека у ова година и пол што се дадени огласи, тоа можете да го погледнете, за една година 12 огласи се објавени и ние може да зборуваме за овој период, а дека ако се навратиме назад, дека има кои земале земјоделска површина, дека се вработени во одредена институција, не мора да е администрација, може во приватни фирми одредени X, има и такви случаи. Но она што ние го дадовме како распределба на земјата под концесија, кога направивме инвестицијски огласи и она што е правилото до 3 хектари и над 3, сега се оди со надавање, односно оној кој ќе даде најдобра понудена цена и може да се види дека цените кои ако ги споредиме колку пред 10 години цената на земјоделско земјиште што е давана под концесија и цената која е постигната во овие година и пол, може да видиме драстични разлики, затоа што оставено едноставно самите бизнис фактори, односно економијата, фирмите да се надпреваруваат и се со цел нормално дека од тоа државата има прилив, од кој што само да напоменеме дека од предминатава година 50% од закупот оди во кај општините, во зависност од местото, локацијата кај што се наоѓа земјоделското земјиште, 50% е на буџетот на РМ. Јакимовски? Имам реплика. Прво имам реплика околу програмата за рурален развој. Ако погледнеме програмата за рурален развој за 2019 година, структурата на средствата е многу лоша. Значи, ние во структурата даваме средства за електрификација на пасишта, ве молам, а немаме средства за обнова на селата. Имаме планирано средства, но тие средства се за кои се проекти од претходните години, потрошени пари. А немаме нови пари за нови проекти. А тоа е основно, значи, квалитетот на селото, ако немаме услови за живење, фармерот не живее на село веќе, тој бега. Втора работа, дали Министерството за земјоделие води евиденција фармери, тие што аплицираат за субвенции, за директна поддршка во аграрот, каде живеат тие? Голем дел од нашите фармери живеат во градовите. А сакаме да го развиеме селото. Како? И зошто структурата на производството е повеќе земјоделско, односно поледелско и овоштарско, а помалку сточарско? Затоа што луѓе бара, стоката бара човек да биде тамо на терен. Тие не живеат, тие живеат во градовите, зимат субвенции и дали ги користат наменски или ненаменски, не знам, тоа треба да се испита, но имам некои сознанија и доста од тие субвенции ненаменски се трошат. Значи, ги даваме парите кои луѓе живеат во урбаните средини, а треба да добијат приоритет тие што живеат во селото, ако сакаме да го развиеме селото. Електрификација. Спомна така, знам зашто зборува. Добро што не спомна гасификација. Види, се работи за една ставка каде што јавното предпријатие за пасишта може да ја користи, се работи за 24 милиони денари каде што преку фотоволтаици ќе се снабдуваат бачилата. Но да напоменам дека кога зборуваме за развој и обнова на села, токму трите мерки кои што се 321, 322 и 323 каде што се користници. За 321 немаме пари. Не е точно. Имаме, ама за претходни проекти. За ова година нови проекти немаме. Отворете ја програмата и прочитете. Не е точно, сега ќе ве коригирам. Програмата за 2019. Ќе ве коригирам сега, значи минатата година 2018. Јас ќе отворам и не да ве коригирам. Значи сакам фактите да ги кажеме на лице место. Имаме уште детаљи, немојте за уште дебата, немојте за детаљи да се фаќаме. Да, поверете. 50 милиона, извините, 50 милиона денара имаме за мерката 321 за обнова и развој на селото, за метоа тоа се проекти за пари наменети за проекти од претходните години. Значи за ова година нови проекти немаме. Што значи обнова и развој на селото?
инфраструктура. Мерката 321 е квалитетот на селото, значи инфраструктурата, 322 обнова и развој. Добро. Обнова и развој, изработка на урбанистички Тоа е планови. многу важната работа. Урбанистички планови. Само корекција, значи програмата како програма е плански документ кој што во тек на годината трпи промени. Да, ама во програма. Пред, значи само вака, 2018 година, 2018 се објави оглас преку платежна агенција, бидејќи ние, само да појасниме, Министерството носи програми и политики, парите се исплаќаат и програмите се спроведуваат преку Агенција за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој или платежна агенција. 2018 година се објавија за 321, 322 и 323 сите три мерки пред можда месец и пол, ако се Пред заврши. Не, да ви кажам, Да, ако владата почнеме со помина- ваква детализација, нашите гледачи ќе затупат. Оти Бонкумија знаеш што Не, беше дека има- 3-2. Не, јас сакам директно да прашам. Ја ги имам сите овие ваши 103, 302, 321 и така натаму. Но она што не гледам тука, лозарство, приоритетни сектори, производство на вино. Знаете што не гледам? Не гледам тоа што вели Јакимовски. Каде ќе одат парите да се продухови животот на селото. Така е. Знаете што? Предполагам, како и сите ние, сме поминали ни Словенија, да ви е мерек да поминете покрај селата. Селски двор позади, напред цветници. Да поминете и да го искупиме словенечкиот модел со Љубљана, во која сите сателитски населби го абсорбираат населението и сите живеат веќе надвор од Љубљана. Доека тоа не го направиме, ние не можеме да ги оживееме селата. Градоначалничката се прави, вика има пристојна инфраструктура, но инфраструктурата не значи до селото. Многу е важно да не цапаш укал и од патот до нивата. Ќе мора да продолжам, нема да ги спомнувам бројките. Добро? Тук токму затоа што во програмата за рурален развој е даден фокус на патишта кои ги поврзуваат две села. Патишта кои поврзува село со регионален пат. Ние сега зборуваме за имотно-правни односи кога се соочуваме. Зборуваме за детални урбанистички планови каде што немаат целата ова како може да инвестираме таму. Значи зборуваме за сите работи кои што исто преку руралниот развој, преку програмата имаме мерка каде што општините аплицираат, може да пристап до археолошки наоѓалишта, трим стази, едноставно развивајќи го оној туристички дел. Токму она што го зборуваме како ние да ја разубавиме нашата околина. Сето ова, значи, се планирани 38 милиони евра, кои што 19, 20 и 21 ќе се реализираат преку програмата за рурален развој. 206 проекти се и тие во моментот платежната агенција разговара со градоначалниците, ги прават преддоговорите кои што потоа тие влегуваат во јавни набавки и ја очекувам дека со овие проекти кои што самите општини ги аплицира, ќе дадеме еден белек на... Еве, јас ќе почнем од градоначалничката на Македонска каменица, но со еден мал фидбек. Нема урбанистички и архитектонски решенија за селаните. Јас се прашувам, ние имавме еден завод за урбанизам и има едно чудо архитекти кои работеа без пари. Да се сетеше некој да им каже, видите, направите ни модели за урбанизирано село, за стопански и друг двор за живот, за поврзување интерконекциско, за откупни центри. Мислам дека до сега ќе го направивме тоа. Што е тоа што ви недостига? Стаменкова, за да ова, например, и Македонска каменица рече, дојдете бе, еве од селото, ова е планот, вака куќите ќе бидат, ние ќе го финансираме тоа, вие најдете пари. Или вие ќе влезете во леап варијанти. Поверете. Така. Доаѓаат луѓе кои што се интересираат и сакаат да инвестираат во нашата општина. Сакаат да направат дом за стари, сакаат да направат хотели. Ние имаме прекрасни предели кои што плаќаат за туризам. Значи имаме Вештачко езеро. Меѓутоа, отсуството на урбанистички планови и неможноста луѓето да градат легално и да градат со дозволи за градба ги враќа назад. Ја со жалење кажувам дека добар дел од луѓето кои што беа заинтересирани си отидоа. Што е тоа што ни недостасува? Урбанистички план за села. Јас од срце се радувам на двата урбанистички плана на двете
најубави села и едно село е село Цера, кај што имаме манастирско-туристички комплекс кој што не можеме да го развиваме заради отсутство на урбанистички план. Уште еден месец е крајниот рок да се донесат урбанистички планови на овие села и јас искрено се радувам дека тука ќе можеме веќе да нудиме локации каде што ќе може идните инвеститори да вложуваат. Што е тоа што ме деморализира? Ние по мерката 322, што велите да не ги спомнуваме бројките, добивме урбанистички планови за 3 села. Село Саса, кај што е родник Саса, село Моштица, кое што е едно од најживите села, и село Луковица, кое што е... Што опфаќа тој урбанистички план? Значи, тој урбанистички план ги опфаќа постојните мали и зголемување на постојните мали, значи за иден развој на селата. Со план за, например, за туризам, за развој на хотелиерство, развој на детски одмаралишта, значи за иден развој. Онака како што ја гледам општината понатаму. Што е тоа што деморализира? Додека се донесат плановите за овие 3 села, мене ќе ми заврши мандатот. Дај Боже да ви заврши со завршување на овој дел. Така е, меѓутоа продолжи на пример после тоа. Така е, да. Меѓутоа, што е тоа што треба да се направи? Некоја постапка која што ќе биде брза и ефикасна, така и ние ќе бидеме повеќе мотивирани, а и оние кои што сакат да вложат во општините ќе бидат добредојдени и секој што има што да им понудиме и нема да мораме да ги враќаме. За сите тројца основното прашање, ако основната работа не е доволно само аграр, фарми и така натаму, туку ни требаат комплементарни и комплексни инвестиции во туризам, во фармерство, во дополнителни преработувачки капацитети. Дали тој концепт може да биде издржлив и колку пари ни требаат за тоа? И Кимовски? Да, тоа е издржлив концепт со тоа што јас тука и во овој текст на крајот напомнав дека треба да се оди да се издвојат регионите, подрачјата, населените места, па и самите домаќинства кои живеат во тие рурални средини. Значи треба да се даде приоритет на тие подрачја, а локалната самоуправа, откако ќе изготви таква програма, да, тогаш да оди на средства, на барање на инвестиции. Значи, локалните самоуправи, кај нас во Република Македонија, посебно руралните општини, нема такви приоритетни програми. Што е неопходно за таа рурална општина, за тоа населено место? Има интересен став што го сакам да го цитирам. За да се овозможи демократска и социјална одржливост, формирање на мали општини. Така е. Значи овака, јас тука се залагам Мали селски општини или мали воопшто? Мали општини, посебно во тие рурални подрачја барам, затоа што тоа население нема можност да партиципира во носењето на одлуките на локалните самоуправа. Постои локална самоуправа, меѓутоа за да дојде во локална самоуправа, тие на почетокот на самите избори, сега ќе потенцирам изборите, на локалните избори, нудат демократија, нудат владење на право, нудат благосостојба. Меѓутоа после тоа ги нема на терен. Самите селани, кога одат да барат помош, граѓаните од село, не ја добиват. Не може да ја побарат, не знаат на кој начин да ја побарат. Колку месни и тие се заедници- обесрабрени, Колку тие се месни немотни. заедници има во Македонска каменица и дали овој концепт на мали општини или на групирање на местните заедници во руралните средини може пристап на поефикасно донесување на одлуките? Стаменко? Македонска каменица има 9 селски местни заедници. Што е тоа што ќе ги стави во рамноправна положба е зајакнувањето на самите местни заедници. Сосема подруг пристап или она што ние програмски го ветивме дека ќе се даде автономија на самите местни заедници, дека тие ќе бидат посебни правни лица кои што ќе имаат свој буџет и ќе може така да донесуваат одлуки и сами да одлучуваат за рамномерниот развој. Што е специфично за Македонска каменица? За мојата општина е специфично тоа што подеднакво важност даваме и на развојот и на градската средина и на развојот на селските средини. Еве пред некој ден распишавме јавна набавка за мали и кратки патишта кои што се наоѓаат во селските средини, а тоа е баш и поврзување на малите од главните патишта кои што ги поврзуваат селата. Димковски, има едно прашање што сега допира до вас. А тоа е пари дават. Не е спорно тоа.
во разни концепти, ИПАРТ и МАПАРТ и више са пором човек да се збудали. Но, ги консултирате ли, например, местните, селските местни заедници? Дали од нив црпите елементарни информации? Ова површина му ја дајавте на државен службеник. Дајте ни пари за приоритетите што местните заедници ги определуваат. Дали е тоа концепт на приближување на градот, на државната администрација кон така наречениот животен рурален развој? Видете, во овие, кога зборуваме концепти, мора да се води грижа токму за ова убо, рековте. Јас само ќе кажам дека последниот оглас каде што на јавен повик дадовме до 3 хектари, каде што секое слободно земјоделско земјиште, секој граѓанин кој го имаше лоцирано, можеше да се пријави и веќе, само да ви кажам, околу 730 апликации има. Тоа е еден тежок, напорен процес кој што треба да се одработи. Токму е овој пристап дека го слушавме локалното население, бараа земјиште, но сепак тие се мали земјоделци кои не може да влезат во оние инвестиции и затоа реков другиот концепт, каде што гледаме фирмите големите кои што го носат развојот и тие може да го поттикнат и развојот и нови технологии и да користат и европски пари, но секако и домашни преку програмата за рурален развој. Кога зборуваме и она претходното, вие уште во вашиот твојот убаво лоциравте, имавме директни кои се пуштаат и немавме паралелна структура на подигање на капацитети кои што може да го абсорбираат производството. Затоа ни се случи минатата година да имаме интервентни мерки и за јаболку, и за сливо, и за праска, и за не знам што уште се случуваше, бидејќи имавме обилно производство, обилни родови, а немавме од друга страна кој да го абсорбира, односно да го преработи сето тоа. Токму затоа велам, со брза анализа и лоцирајќи ги овие слабости, правиме други промени, каде што не во законот, во програмата, предфинансирање, но тоа се детали во кои што во емисијава сигурно дека не ќе имаме доволно време. Само би напоменал дека со Светска банка влегуваме токму во откупно-дистрибутивни центри, но во еден нов модел и систем, бидејќи очекуваме со отварање на пазарот, иако ние велиме имаме пазарна економија, нели слободен пазар и се, во делот кај што се земјоделците, ситните мали земјоделци, тука немаме многу слободен пазар. Се уште доминираат локални трговци, моќници кои што диктираат цена на основа на таа ниска цена кај што го плаќа земјоделецот да направат поголем профит. И затоа решивме дека мора да се отвори ова, мора да имаме земјоделецот да има избор, jer ако вие имате од една страна 5000 производители кои нудат, а имаат 50 или 15 откупувачи, притисокот е голем и цената паѓа. Затоа сакаме да го отвориме овој дел и да имаме и одневро да влезат и надворешни фирми, односно едноставно пазарот или нашите фирми нека се адаптират, нека се прилагодат, за да можат едноставно да која ни е целта, да сепак земјоделецот има пристоен живот и пристојни цени. А што пишува Јакимовски? Опаѓа виталната моќ на семејните фирми и фарми. И тоа зборува дека ако немаш бизнис, немаш логика да останеш на село. И сите одиме кон Скопје, кон Битола, кон Штип. Така е. Значи... И ја на моменти сум така фаталистички настроен. Посакувам понекогаш Скопје да биде уште позагаден. Предполагам дека сите ќе сватиме дека не е живеачката во Скопје, дека може да живееме и 30 км надвор од Скопје. Така е. Или 50 км па и да работиме надвор од Скопје. Поверете. Значи не е спорно, можеме да живееме, меѓутоа треба да имаме услови. Добро. Треба да имаме инфраструктура. Зошто граѓаните или населението од блиските општини на натрешноста одат во Скопје и се селат во Скопје, купуваат станови во Скопје, затоа што немат инфраструктура. Да речеме Кумановскиот регион, тој е североисточен регион, кој е многу близок до Скопје. Нема потреба да доаѓа во Скопје станови да купува. Тетово, Велес, па и Штип, нема потреба, тие може да дојдат на работа и се вратат назад. Тоа нема добра инфраструктура. Луѓето од Којзачкиот регион, од кај што јас потекнам, знаете, дека во радиус од 20 км во тој регион немат праводаница се снабдат со основни прекрабени производи. Значи, тоа се 1/3 од целата на општина Староглично. Немат продавница за снабдување со основни прекрабени производи. И како ќе го задржиме тоа население кога не може да се снабди? Знаете што? Во една општина од Старогличани правев репортажа за едно селско училиште со 5 ученици. Знаете што? Жали Боже да го видите амбиентот во кој учат децата. Во кој учат, точно И храброст на учителката која тоа го издржува. Во такви услови да имате нужник надвор. Така е. Тоа не води нигде. Така е.
Значи, основната преокупација со која со вас согласувам, тоа е да создадете култивирани услови за живење. За живење. Уште една работа. Тука представникот од Министерството за земјоделие. Јас ги тука насочи тие дефекти. Например, не смееме ние да се повеќе да бараме поддршка од трговските друштва. Трговските друштва се покажа ако да ги гледат собствените интереси, профитерство. Тие не ги гледат интересите на самите фармери. Нашите фармери се мали, со просечна површина, како што рековме, со 1,5 хектар земја. Нашите фарми за обстаната, тоа е секаде во современиот свет, е задругарството, кооперативите. Кај нас, за жал, кооперативите не заживеа. Тука стои во текстот. Зошто не заживеа? Прво, заради тоа што во тие законски норми не се достојно објаснети принципите на кооперативите. Второ, власта во Република Македонија ја контролира кооперативата. Значи, во законот за земјоделски задруги од 2013 година, ќе го потенцирам член 17, вели контролата врз спроведувањето на законот го врши Министерството за земјоделство и шумарство. Значи, тука стои формирањето, бројот на членовите во задругата, какви се тие членови, од каде се тие членови, како управуваат со задругата, колку приходи остваруваат. Тоа е недозволиво во едно современо општество. Кооперативата да ја контролира на власта во Република Македонија. Тоа е уште полошо отколку селските работни задруги кои беа 46 до 53 година. Тие на некој начин повеќе ги контролира самите задругари. Треба ми се да им се даде простор. Тоа го неколку пати потенцирав. Дури го пишував и надвор од државата. Не смее државата да контролира кооператива, таа е самостојна институција, автономна институција. Не смее Министерството тоа да го прави. И зошто имаме сега? Имаме 35 кооперативи. А некое време во социјализмот имавме 300 кооперативи. Градоначалничке, на што ви се жалат сограѓаните, соселаните? На откуп, на лоши услови, предполагам дека регистриравте кога бевте градоначалник, барам ова, барам тоа, ни не достигува. Што сега ви доставува? Да, Македонска каменица е самата општина, како што рековме, повеќето вработени се во рудник Саса, многу малку е земјоделски крај. Имаме многу малку насади, имаме 250 баратели, регистрирани земјоделци, воглавно се работи за крупен и ситен добиток. Имаме 1500 говеда од автохтона раса, која што е карактеристична за нашиот крај буша. Имаме 5000 грла ситен добиток и што е за пофалба за мојот крај имаме некаде околу 2000 пчелни семејства. На што се жалат сточарите? На ниската откупна цена и малките откупни пунктови за млекото. Инаку, како што реков, за пофалба е зголемувањето на пчелните семејства. Ние како рурална општина и карактеристичен крај, Ептем е добра и поволна климата за пчеларството. Пчеларите ни се добро организирани во пчеларско здружение кое што општината го помага, го субвенционира и нашиот мет е надалеку познат, така да воглавном, како што реков, сме Кој ги едуцира? Неземјоделски. Плакате да некој да ги едуцира, освен Министерството за земјоделие, од час пак. Луѓето се организирани во пчеларско здружение, сами од средствата кои што им ги доделува општината, си плаќаат обучувачи кои што дајат и од Републиката и надвор од Републиката. Добро, поштовани гледачи, ќе бидам груп. Како да ги вратиме селаните кон основните изворишта на нашата храна и на развојот, да се ослободи притисокот од кон Скопје и кон другите центри, но ми се чини дека нашиот основен концепт на аграрен развој мора да базира на тоа како и аграрците да ги оспособиме со новите вештини на освојување на посеви, на агротехнички мерки, на култура на одгледување и на комерцијалните стандарди. Дали тоа го планирате? И како тоа го планирате?
Пред да одговорам, ќе мора да реагирам на она дека Министерството врши контрола, значи апсолутно не. Министерството води регистар на земјоделски задруги. Земјоделските задруги се обврзани доколку имат промена, дали е промена број на членови, одредена X промена, ја пријавуваат кај нас. И тоа е единственото што Министерството за земјоделство го работи. Целосно се слободни, целосно носат одлуки независни, а тоа го прават бидејќи имат поддршка преку токму програмата. Добро, додека Јакимовски не ви реплицира, одговорите ми на ова прашање. Значи, ова е клучното и тоа недостасува. Иако, овдека главната улога треба да ја одигра Агенцијата за поттикнување и развој, тоа е апарат за Битола, каде што треба да ги посетат и дават советодавни системи. Односно, ние спремаме нов закон, веќе имаме правилник кој што преку Законот за земјоделство и рурален развој сакаме да ги направиме овие чекори. И тоа е она жета која кај земјоделците се појавува токму за основни информации, базични информации во кои што сака да се разговара со нив, тој советодавен дел. А инаку, ако зборуваме за стручноста, инаку оној дел од консултантски кај што големите фирми ИПАР, тоа е дел посебен развиен кај што фирмите си работат, но ние очекуваме дека со воведувањето на новиот закон и правилникот очекуваме да излеземе на терен и да имаме приватни советодавни, но и Агенцијата за поттикнување и развој, која што мора да ја заземе својата улога, а тоа е токму ова. Иако морам да кажам дека во делот од поднесувањата одредени барања и апликации во зависност од кои мерки се објавуваат, денеска, односно во теке до крај на мај е мерката за пријавување за трактори, токму најголем процент од барањата кои пристигаат доаѓаат од Агенцијата за поттикнување. Значи, ова е клучното, а она што Министерството го работи, политиките и планирањето на буџетот. Да привршиме со еден блиц коментар. Напуштени и неразвиени. Ваква е моменталната слика на руралните општини во Македонија. Што тоа треба да направиме? Да се запре бранот на старење и одселување на младите и на каков начин ќе го вратиме интересот на луѓето кон целиот сплет на аграрот и сите други подсистеми на руралниот развој. Значи, вака, прво пак реплика. Мораме закон го носам, законот е објавен, добро, не е битно. Значи, во член 17, како што надзорот за спроведување на одредбите на овој закон, тоа е закон со 23 члена, го врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Али не контрола. Надзор, велите. Надзорот е врз реализација на законот, а не на кооперација. Да се разбереме, никаква контрола. Државниот инспекторат за земјоделство преку државни инспектори за земјоделство согласно. Значи, а тука, значи, ве молам, член 3 вели, задругата ја се формира врз принципи доброволно, отворено членство, транспарентност, економска законност. Значи сите ово, дали е задругата формира, како е формирана, тој надзор го прави Министерството, нема потреба. Надзорот треба да се има институција во самата кооператива која си прави надзор на работењето. Тоа е модерниот настап на дерегулација, ама тоа е далеку сме уште од тоа. Добро, вред. Околу прашањето ваше. Да. Околу вашето прашање. Значи, се додека не ги сите мерки добро обмислиме, а не да ги правиме кабинетски, значи треба мерка за која сакаме да направиме нешто, да враќање назад, треба тоа да се соберат реални податоци, индикатори од терен и врз основа на тоа да се направат програми и врз основа на програмите да имаме и мерки кои треба да се спроведат. Ние често пати, не само Министерство за земјоделие, и другите институции во државата, зимаме шаблон или калъп од надвор и тој калъп и шаблон го ставаме во нашиот систем, а нашиот систем не може да го прифати. Значи, вредностите на нашиот систем се поинаки. Како може да му дозволиме на нашиот фармер да го поддржиме за производство на јаболко, а не знаеме како да го пласира? Тој ќе произведе јаболко, ама не може да го пласира јаболкото и затоа се соочуваме. Немаме кооперативи.
А на современиот свет кооперативата е таа која го организира производството и која го пласира Не, производството. има една друга dimenzија која е Не многу можеме важна, ние- ама ја да. кажа граначелничката. Значи, не е важно само производството, важни ни се преработувачки капацитети. Точно е. Ние во Ресен имавме сокара, да речем условно. Ја нема. И сега одеднаш стравуваме кај ќе ни отидат јаболката. Така. Соседна Србија стана светски производител на малина, на овие шумски плодови, благодарејќи на огромните капацитети на ладилници. Прашањето е дали тој концепт на секундарни инвестиции во преработувачки капацитети може нешто да преврти и да направи некаков пресврт. Има некоја логика на тој план? А тоа е единственото што може да не однесе. Инаку, ја само на вашето првично прашање би рекол дека вие поставите едно фронтално прашање во кое што не работава што Министерството работи, што програмата е туку. За да имаме ние рурален развој, ние зборуваме за плански региони, регионален рамномерен развој. Каква ни е таму инвестиција? Колку се издвојува од буџетот? 1%, 10%, како беше? 0,2, а инаку законски треба 1% од GDP да оди за регионален развој. Инаку, ако ги погледнете тие, има многу убава формула. Зависност од тоа колку регионот придонесува или не придонесува во развојот, процентот е поголем, као на драфт пик кога идат. Значи, зборуваме за една ваква работа. Зборуваме, Министерството е само еден сегмент во руралниот развој. Зборуваме за локална самоуправа, зборуваме за Министерство за транспорт и врски, каде што сите овие многу работи не зависат од нас. Кога зборуваме ние за градби, за инвестиции, ние додека не добиеме дозвол, додека немаме детален урбанистички план, не може да се влезат во инвестиции, ниту пак да го поддржиш. А инаку, откупните дистрибутивни, поготово во дело за овоштарство и зеленчук, ми се клучни. Најбитно ни е овоштарство. Сепак кај нас немаме ниту ладилници доволно, ниту преработувачки, ниту за смрзнување, ниту сокари, како и да ги крстиме. Jer знаете само, тоа е производ кој го имате 15 дена, 20 сезона. Стаменко, кажавте еден прекрасен пример, а тоа е развојот на пчеларството и производство на мед. Дали пчеларите се незадоволни во откупот со оглед на фактот дека расте берзанската цена на медот, тоа станува атрактивен производ и за дополнителните индустрии, фармацевски, аграрни и така натаму. Се жалат тие на нешто? Имаат ли смисла дека некој може да им гарантира сигурност во откупот? Во мојата општина има 2000 пчелни семејства. Во постојан контакт сум со пчеларите, затоа што имаме непосредна соработка. Ви реков дека општината издвојува значајни средства за поттик и поддршка на пчеларството. И околу пласманот на медот не се жалат, значи индивидуално сами го пласираат медот и за сега немаат проблем во пласманот. Чекайте, 2000 пчелни семејства. Да. Тоа значи 2000 семејства се занимаваат со Не, пчела. 2000 пчелни семејства, кошници. имаме некаде околу 90 до 92 пчелари. Добро. Да. Може повеќе има. Мислев кошари на Да, пчела. да, може добро. да, повеќе. семејства, да. Што вам ви недостига? Што вие мислите дека треба да се направи за да се поспеши овој концепт на реализација на рурален развој? Поголема стапка на издвојување, децентрализација на парите. Што е потребно? Потребно е целосна децентрализација, меѓутоа поширок концепт во смисла регионализација. Што е тоа што во Македонска каменица може да се произведува? А што е тоа колку може да се произведува? И што е тоа што ќе гарантира тоа што ќе се произведе дека нема да остане дома? Нашиот крај е познат по, јас велам, беровци се фалат со нивното сирење и нивниот компир. Нашиот крај е уште попознат по квалитетниот компир. Но каде? Го нема никаде, затоа што... Па не сте направили приказка, како беровчани затоа што не направивме, добра приказна. И јас кога беше садењето на компирот, кај што и јас како дете кое што потекнувам од село Саса, садевме компир, напишавме на една објава најквалитетниот сасунски компир и имаше безброј коментари во кои што луѓето кои што го користеле го потврдија тоа што ни дава тоа за право, дека да, стварно не сме направиле добра приказна. Тоа е тоа што ни недостига. Значи, испитување на квалитетот на земјиштето, дали е токму компирот кој што треба да се произведе во нашиот крај, дали е морковот кој што треба да се произведе во нашиот крај, но и пласманот. Почнам И со вас, окрупнувањето, професоре, многу, вие ми ја да. иницииравте темата и со вас сакам и да завршам. Може се да направиме, ама луѓе да нема. Што правиме? Тоа е, значи,
Основно е да имаме луѓе, ќе имаме развој, економски развој. Ако немаме човечки капитал, човечки потенцијал во регионите, нема да имаме развој. Значи, ние инвестираме во образование. Да, точно е дека таа население треба да има повисок степен на образование, но повисокиот степен на образование дава можности на населението да мигрира, да бара подобри услови за живење, да не остане во тој регион. Но основно е она во Република Македонија да го задржиме населението во тие региони и по можност да создадеме услови да ги вратиме, кој сака да се врати назад. Јас само еден индикатор ќе ви кажам. Ако спомна градоначалничката за урбанизацијата на селата. Да. Ние имаме, селата не се урбанизирани, факти во Република Македонија. И сега некои јавни предпријатија, за да го легализираш објектот, барат да биде урбанизирана населбата, на населеното место, или за да добиеш приклучок од Јевана, треба да добиеш урбаничка согласност. А урбаничка согласност тие населени места немат. И сега ве молам, значи законот кај нив вели урбаничка согласност, за да добиеш нов приклучок, за да изградиш нов објект во населено место, се додека селото е неурбанизирано, не можеш да добиеш урбаничка согласност. И сега вие, тоа е се контрадикторно едно со друго и сакаме да го повратиме. Значи, системски решенија поврзани за едни со други, мораме тоа да го направиме. Посебно Министерството, пак ќе потенцирам, кое многу мало даде за развојот на селото во овие години од самостојување на Македонија, иако полно се претрупани со бројот на вработени, има дури сектор за рурален развој, меѓутоа имаме негативни тенденции. Значи, треба да имаме резултати. Ако имаме такво нешто, ние немаме резултати. Треба да се зафатиме со овој проблем, ако сакаме да имаме развој, ако сакаме да направиме обстанок на селото, инаку ваквата состојба како што е, може да биде уште покритична. Тоа сигурно ќе го покаже пописот, следниот попис, затоа што попис од 2002 година немаме, не ја знаеме состојбата, таа е уште далеко полоша од 2002. Почнав со професорот Митко Панов и неговата фаталистичка прогноза дека ако продолжи оваа тенденција пред 20 години, дека ние секое трето село ќе биде без живот. Поштовани гледачи, мои вечерашни и ваши гости беа професорот Јорде Јакимовски, градоначалничката на Македонска каменица Сонја Стаменкова и Трајко Димковски, Трајан Димковски од Министерството за аграр, задолжен за руралниот развој. Ова прашање може би е понајопитно да го тестирам и јас како новинар и да заминам во едно село па да видам како се живее и што предат пред селските продавници, зашто мислам дека ако продолжиме вака, не сум сигурен дали ќе можеме да го издржиме овој концепт без храна и без вино, ако се држиме до римјаните. Ви благодарам уште еднаш, поштовани гости. Пријатна вечер од мене. Повторувам уште еднаш, имате можност да го гледате лидерот на Дуи Али Ахмети, неговото целосно интервју со мојот колега Борјан Јовановски. Можете да го гледате и преку сајтот на 1 ТВ. Пријатна вечер.